Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Мирча Данчевски, новинар. Веќе ве најавив и на вестите дека сте еден од најголемите авторитети за Русија. Конечно бевте и дописник од Москва, македонски дописник, но и генерално за надворешна политика и токму одиме најпрво за високите тонови, за тензијата која веднаш се создаде со новата бугарска влада, благодарејќи на новата шефица на бугарската дипломатија, Чамова, нарекувајќи го народот северно-македонски. Муцунски остро реагираше и сега тоа се почетоците на односите на Македонија, место да се стабилизираат, омекнат, онака како што се бараше стабилна бугарска влада, гледаме остри размени на пораки. Станува збор за, јас колку што вака има увид, за протоколарна средба, односно средба на поминување. Тој може една минута или една куртоазија, што се вика, меѓутоа од неа веќе се прави приказна, која што еве гледаме внесува и немир. Да. Не можеме нешто подруго да очекуваме од Бугарија, поготово што сега председател стана Радев, тој ќе си назначи свој премиер стана Радев, тој ќе си назначи своји луѓе, своји министри и сметам дека нема тие достапат од она што го имаат зацртано досега и она што го спроведуваат. Нарекувањето северно-македонци не е... многу добро знаат дека се знае, дека сме македонци. Знаат дека сме македонци, меѓутоа тоа не е прв пат во Бугарија, постојано таму кога се пренесува, кога се зборува, па и во медиумите се зборува северно-македонци. Сега сето тоа знаеме па што од кај произлегува, од дека произлегува од Преспанскиот договор, кај што беше, но таму е јасно напишано за народот кој што е и како е. Но ќе го користат за провоцирање на вакви ситуации, да го испровоцираат, може би сметаат дека со провокациите ќе постигнат нешто, но реакцијата наша беше соодветна, но не верувам дека нешто ќе се промени понатаму и дека ќе продолжат бугарите воопшто, односно политичарите бугарски ќе продолжат со својот однос кон Македонија како што беше и досега. Верувате дека ќе се заострат практично односите? Не верувам дека тие се заострени, Не повеќе од ова, секогаш може повеќе. Не верувам. Зошто не може? Секогаш може. Не верувам дека може повеќе, веќе тие го дигнаа нивото на однесите на едно високо ниво, каде што нема... Односно на многу ниско. Па не, во смисла високо ниво на спротивставување на нашето влегување во Европската унија, со поставувањето на разни прашања. Најголемата грешка беше што ние, нашите дипломати изминативе години, дозволи едно билатерално прашање да прерасте во мултилатерално и сега да се зборува за него како европски проблем, че не е билатерален проблем. Па не е билатерален, конечно, не е. Истата грешка беше направена и со Преспанскиот договор, кога во договорот што беше подпишан меѓу Македонија и Грција тогаш, пред да го дојде Преспанскиот договор, таму стануваше зборот кога треба да се разговараат, двете земји треба да разговараат за името, така? Двете земји не разговараат за името и после стана мултилатерално. Грците го отворија тоа прашање во Европската унија, се вмеша Европска унија, се вмеша НАТО. Добро, ова е сега друга ситуација. Не знам, ама сакам да вратам позадината како беше. Сега тоа, истото тоа, благодарение на неуспешноста на нашата дипломатија, истото тоа се прави и со Бугарија. Билатерално прашање, што беше го решено меѓу двете држави се реши, бугарите го префрлија во Европската унија, кај нас тоа помина така премолчено и сега ние практично сме притиснати од Европската унија, а не сме притиснати од Бугарија.
Значи, Европската Унија е таа која што не притиски и вика морате да го спроведете она што се го потпишале со бугарите, што се договориле. Добро, но Мирчо Данчевски, ова влада може да го поништи, да ја поништи преговарачката рамка, протоколот, овој така наречен француски предлог. Да. Тие имаат мнозинство во парламентот и во секое време може да го поништат. Па нема да сакаат, и политиката таква е бугарската, нема да го поништат тие воопшто. Говорам за македонска страна. За македонска страна. Говорам за македонската страна. ВМРО ДПМН има мнозинство. Па нема да го поништи. Видите, мојот приод кон ваквите прашање, се она што се договори, што си потпишал, мора да го спроведеш. Тогаш мора да разговараат. Тогаш мора да се спроведе, мора да се разговара и да се внесат бугарите во уставот. Но, има едно но тука. Патот или начинот на кој што тоа ќе се направи, треба Македонија да си го договори внатре. Треба да седнат најголемите политички партии во парламентот и да зацртат една став, една политика од кој што ќе речеме во наводници црвени линии, од кој што ќе нема отстапување и така да се настапи во преговорите со бугарите. За жал, кај нас сме поделени се партиите, едни се за едно решение, други за друго решение и работите ќе излезат понака како што сака Европа, како што ќе сака Европската Унија, односно како што ќе сака Бугарија во крајна линија. Во крајна линија така ќе биде затоа што ние не успеваме да се обединиме кај нас врз тие прашања, да се обединеме и кога беше и Преспанскиот договор, може би тој ќе беше и поинаков. И сега затоа повторно треба да седнат тие главните политичари да се договорат меѓу себе како да ги внесеме бугарите во уставот. За да не изутре, еве ги СДСМ ги внесува тоа никогаш не може да се случи без меѓународната заедница да седне на маса. Па до овие решенија. Значи, меѓународната заедница го направи и Преспанскиот договор. Имаше многу незадоволни по референдуми. Охридскиот, конечно, Прашинскиот. Така да ние мораме да седнеме меѓу себе, да се договориме, а понатаму можеме да ги обвинуваме бугарите или другите. Да, но без присуство и медиација на меѓународната заедница е невозможно да се пружи рака. Ама тоа зборува за наша неспособност, неспособност не. Да. Затоа ве реков јас, нека седнат, нека се договорат, кога ќе види дека меѓународната заедница натре во Македонија сите се обединети околу некој став и таа ќе не поддржи. Да. Ќе не поддржи, се разбира доколку се покаже политички капацитет и државност. Да. Реагираше остро Муцунски, шефот на македонската дипломатија, околу изјавата на неговата бугарска колешка дека имале една средба и околу тоа реагираше Муцунски, велејќи, го цитирам, немавме официјална средба, туку кратка размена на зборови, мислејќи дека кратко разговарале на маргинален настан, претпоставувам на маргините, во присуство на повеќе колеги. И околу тоа знаете што сега се подготвуваме да одиме на вечера и се собираат неколку на свечена вечера или некоја работна вечера и неколку луѓе застануваат, разговарат и тој на нозе со неа разговарат, меѓу себе разменуваат неколку збора, неколку збора, тој и тоа не може да се каже дека е дека имала средба. Значи, таа е работа на маргините, се поразговарало, меѓутоа, бугарите знаат да го искористат, што таа вешта е нивната дипломатија и успеале тоа да го направат, ние разговараме, имаме средба со македонците, им кажем, овој им кажем, морам, што зборува сепак дека тие секоја момент, секоја средба, така ќе ги користат во незина полза да ги наметнат своите ставови. Но тоа не значи дека ќе ги наметнат, се разбира. Па сега тоа не значи сигурно дека ќе ги наметнат, ние ќе реагираме како што реагира Муцунски, но сепак се вознемирува јавноста. А посебно можеби и пошироко тоа да има импликации и пошироко во Европа. Знаете зашто ќе има импликации? Еве Чамова што вели. Црна Гора и Албанија се многу блиску. 2030 веќе да ги заокружат ЕУ преговорите, конечно да станат членки на Европската Унија. Овој прозорец не сме да го пропушти Македонија, вели Чамова, алудирајќи токму на можноста во пакет
да влеземе со Црна Гора и Албанија. Тие го велат тоа и од друга причина. Не, тие го велат тоа и од друга причина. Не само дека ќе влезат Албанија и Црна Гора, Македонија нека го направи она што треба да го направи и таа ќе влезе. Знаете што, прашањето не е Албанија или Црна Гора или Македонија, прашањето е Украина. Затоа што Европската унија по секоја цена сака Украина што побрзо да влезе во Унијата, а таа не исполнува практично најголем дел условите, да речем од Копенхашките критериуми не се исполнети, плюс има таму војна. Но Европската комисија, особено фон дер Лајен и Калас, инсистираат тоа да се направи што побрзо и дури сега најавена, можеби лето во јуни некаде да се отвори првиот кластер, а до крајот на година да се отворат сите кластери. Што е невозможно за земја во војна? Не е возможно, меѓутоа ние тука треба... Освен што корупцијата, конечно, поранишниот шеф на кабинет... Ако имате време и за тоа, обвинете. И ние треба да го искористиме моментот. Ако се притиска за Украина, затоа што Орбан поставуваше услови за националното малцинство унгарско во Украина. Маđар, новиот што е премиер, исто ќе праша, што не се повлеко. Да, ќе ве поддржиме, сакаме да влезете, меѓутоа да ги исполните овие услови. И сега ние тука треба да го искористиме тој момент, начинот на кој што ќе биде или притисокот што ќе се направи врз членките на Европската унија, Украина да влезе, ние можеме во тој пакет некако, меѓутоа сето пак зависи од нас, од умешноста на нашата дипломатија, тоа да го предвиди, да го види, да направи некаква стратегија и да можеме и ние да влеземе, да ги почнеме официјално преговорите и полека да ги отвараме кластерите и конечно да станеме членка за 10 години, да речеме. Да. Добро. Сите анализи велат дека Исланд е онаа земја која добро, Исланд ќе влезе во тие ја чекаат со отворени раце. Да. Ајде околу потоа ќе говориме и за други теми, но околу Трамп, Муцунски како вели за политиките на Трамп, цитирано од Euronews, и се чуди како Муцунски вели, Euronews се чуди како ставот на Муцунски е дека НАТО бил најсилен сега со Трамп, иако тој излезе со закани дека Соединетите Американски држави многу лесно може да излезат, на Шпанија и се закануваше конечно дека е пред распад НАТО со Трамп, така изгледа целата ситуација. Ние сме, односно се представуваме како едни најголемите сојузници на американците, но го знаеме односот на Трамп каков е кон Европската унија воопшто и кон НАТО. Неодамна најави дека ќе повлечи американски војници од Германија, можеби ќе ги преврли во Полска, станува збор за околу 5000 војници, но се зборува можеби за дополнителен број војници, уште 5000 војници да бидат повлечени. НАТО, Трамп, односно притискаше врз НАТО да се зголеми одвојувањето на државите до 5% за НАТО, 3,5% за Алијансата, 1,5% државите да може да го искористат за потреби кои ќе бидат за НАТО, за воени потреби. Тоа се согласија многу држави. Шпанија нормално се откажа, уште тогаш Трамп ја нападна Шпанија за нејзиниот однос. Трамп се налути за односот на НАТО околу Ормутскиот теснец, се налути на германци, на сите практично, посебно на Шпанија, на Британија, па и Стармер, премиерот на Британија, тој се најде во небрано. Така што генералниот секретар Руте не знае што да прави со себе, обидувајќи се да ги омекне односите меѓу членките и меѓу Трамп. Така што мислам дека оценката дека НАТО е најсилно. НАТО се обедини, да речеме, најмногу после 2014 година почна, кога русите го влегоа во Крим, па после со почетокот на војната во Украина. Претходно знаеме дека Макрон кажа дека мозокот на НАТО е мртов, практично и чим е мозокот мртов, организмот е мртов, меѓутоа
успеа со војната во Украина НАТО да заживее, почнува милитаризација на членките на НАТО, голема милитаризација, се одвиваат големи средства, но сепак да не е Америка, НАТО нема да постои. Може би ќе постои некоја европска одбранбена заедница, некој европско НАТО може би ќе постои, но заканите на Трамп треба да се свати сериозно, иако тој може би сабајле едно ќе рече, па попладне друго, а вечерта и трето, но сепак се заканува, што треба да загрижува, не? Треба да ги загрижува членките на Алијансата. Околу загрижувањата и Кина е во тој пакет. Колку тие се загрижени, но сега, она што светските аналитичари велат, на оваа идна средба, оваа недела Трамп оди во Кина, да има средба со неговиот кинески колега, што може да се случи? Заради тоа што се очекува дека би можело дури да побара помош како преговарач Кина да влезе околу Иран, заради тоа што таа постојано повикува на прекин на огнот. Знаете што Кина околу 80% од енергетските потреби, од нафта конкретно, ги увезува од Иран. Значи, таа е еден голем економски поддржувач, со купувањето на иранска нафта, таа е голем економски поддржувач на Иран. И Трамп рече во својата најава дека ќе разговара за Тајван, за Иран и за енергенците. За Иран може да подпишат некој, не знам како се подготвени. Знаете, таа средба не е вчерашна, но таа се подготви веќе со месеци, еднаш беше закажана, па Трамп поради почетокот на војната во Иран се откажа, па сега треба во четврток, петок да оди. Ако не оди е лошо, затоа што кинезите се во подруга позиција, тие се надвор, не се влезени во војна, а ако ја откаже ќе биде уште полошо за Трамп. И царините, да не ги заборавиме, кои ќе бидат на масата, заради таа трговска нема толку да бидат, затоа што Кина има свое оружје и таа да воведуваше цариник, воведува американците, воведува и кинезите. Да, нивните беа најголеми, оние од страна на Америка. Околу Иран можеби ќе биде подпишан некој, можеби, јас велам, не сум сигурен, но некој меморандум, нема значи документ, некаква спогодба или договор, нешто, него ќе биде подпишан некој меморандум, американците и кинезите се договараат како да се реши ова прашање. Дали прашањето ќе стане за нуклеарното оружје, дали ќе стане за ракетното оружје, дали ќе стане збор за нафта, за нафта. Тоа се три работи кои што им пречеа на американците. Видовме дека полека не зборуваат веќе за ракетите, остана само нуклеарната програма на Иран. Само таа е, да речем, каменот... Спорна. Да, спорната. Тоа мислам дека ќе се разговара и Тајван, нормално Тајван ќе биде. Кина се спротивставува на американското продавање или давање оружје на Тајван, затоа што смета дека не треба да се дава. А американците викаат дека и кинезите на одреден начин даваат оружје на Иран. И околу тоа може би некаква спогодба да се направи меѓу двете земји и да се олабават, напнатоста да се олабави околу Иран, што постои. Околу Тајван може би ќе биде постојан, нема да биде постојан договор, но ќе се останат двете страни на своја Америка, ќе рече да, ја признаваме кинескиот суверенитет врз Тајван. Дека Тајван е дел од Кина, но имаме ние договор за одбрана со Тајван, ќе си го почитуваме тоа. И ја третираат како посебна држава, толерира тоа, како што беше и досега, но знаеме, кинезите не се народ, мислам, и како држава тие не реагираат, да речеме, како други држави, одма како Трамп или како Русија, ајде ќе ги нападнеме, ќе влеземе на НАТО, него тие се чека времето и чека крушата сама да падне, која ќе созреат работите, Тајван практично да може сам да падне во рацете на Кина. Околу американско-кинеските односи, Аракчи и, значи, министрите за надворешни работи на Иран и на Кина имаа веќе средба
И што беше побарано крај на непријателствата, но кој беше ставот на Кина? Дека Иран е поддржан од страна на Кина за да го зачува својот национален суверенитет и својата безбедност. Нормално. Као секоја држава што сака да си го сочува интегритетот или суверенитетот. Да. Кина тоа отворено го кажа и да не забораваме, Кина и Русија се главните спонзори на Иран, главните спонзори се на Иран во оваа ситуација. Меѓутоа има интересен факт, Трамп со него води една голема делегација бизнисмени. Практично сите технолошки лидери, одат и Кук и Маск. Почнувајќи од Маск, не само и Кук, него и други. И останати, но ова се клучните. Едно време имаше дека ќе оделе 20 врвни бизнисмени, па после се налутиле други трети, па може би ќе намала. Ова не се само бизнес, ова се инноватори. Па не тоа, ама добро, Маск е и основно бизнисмен, меѓутоа основно е инноватор. Тие се јас ги викам, ја ги викам, тие се новата светска влада, тие 4-5 технолошки компании се новата светска влада. Кои сепак одат кај Трамп на вечера и дозволуваат да биде диктирана политиката. И Трамп сака да ги однесе нив, ако може да се договори некако да се поврзат тие и да почне Кина да инвестира во Америка, веќе Кина има многу пари, да ги инвестира тие пари во Кина, иако во Америка веќе десетици години наназад се плашат од кинеските инвестиции, ама ако дојде тоа ќе ни загрози нашата национална безбедност, кинеските инвестиции ќе ни загрозат нашата. Тоа може да рече и Кина, американските инвестиции ќе ни загрозат нашата. Но тие тоа не велат, туку дозволуваат се на светот. Излегува дека Трамп е гулабот. Значи не е јас работ, него Трамп е гулабот, бидејќи сака да ја повика да инвестира. Ако инвестира кинези, таму тие ќе отворат нови работни места, ќе зема државата даноци од тие компании. Така ќе и мощно е интересен тој однос на Трамп кон Кина. Не е толку, мислам, тие последниот денови пак нешто и некои искрење имаше, но по политиката такви работи. Но интересот се гледа пред се. Се гледа интересот, Трамп си го гледа интересот на финансискиот, секогаш. Да, економскиот интерес си го гледа, Трамп си го гледа, но и кинезите да не забораваме, и тие си го гледаат својот интерес. Да, конечно да гледаме каков мислам дека ќе има некои резултати, и би било добро околу Иран да се договорат. Би било добро, може би на маргините, овие наши разговарале бугарката и наша, може би на маргините од средби да зборуваат и за Украина, може би некаде на крајот вечерата или на крајот некој настан таму, на некој состанок, може би и Украина ќе биде на дневен ред, затоа што односот на Кина не е, да речем, како односот на Русија, меѓу Русија е директно вклучена, но сепак Кина ја помага. Ја помага Русија, може би се договара со Трамп нешто. Трамп го најави примирие, односно прекинот на огнот. Трамп им го тродневниот. Трамп го најави. Така да може нешто заедно со Кина да се обидат. Не можам да гарантирам, но сигурно ќе разговараат. Сигурно ќе разговараат за Украина, а што ќе заклучат, ќе чуеме. Да. Во петок, сабота ќе чуеме. Да. Благодарам што бевте гостин, Мирче. Да, ви благодарам поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.